Претходно во Диетално максимално гледавте. Со насмевка, но и многу прашања и очекувања, Марија ја посети Биотек поликлиника, каде што беше пречекана од врвен медицински тим и ги направи своите први детални здравствени анализи. Под будното око на интернистката доктор Катица Костовска дознавме каква е моменталната здравствена состојба на Марија, кои се неважните параметри за незината трансформација и што всушност ни открива телото пред да започне промената. Диетално максимално, кога здравието зборува, промената започнува. Како сте, Марија? Добро. Добро. Дали имате некои здравствени проблеми? Здравствени проблеми, оперирав рабет. Добро, пред колку време? 2,5 години. После 6 месеци ми удри кола, значи оперирани ми се Така. рамото, тука дојдал. Добро. И имам нерв прекинат, значи после 2 операции не продолжи да работи раката така. Наназад не можам да ја носам, освен нанапред и дел нагоре. Ограничени движења, значи, добро. Кажете ми, дали сте имале повреда некоја или тоа се случи како старички промени, дегенеративни, како да ги опиша? Па тоа е повреда. Повреда? Значи, повреда, да. Имавте сообраќајка нешто? Сообраќајка ме удри кола. Значи после повреда тоа. Така. Дали имате Тоа е состојба уствари, нели, не е болест. Да. Така. Веќе 3 години пием антидепресиви заради анксиозност, пошто нели ред работи се случуваат и сега веќе почнав да ги намалувам на 5. Така. Која терапија хронична Зепира. користите? Добро, други дали користите Зепира лекови? и моментално користам Вентолин. Метахолински тест направив. Така? На 0,06 ми покажа, нели, најака. И чекам докторот, нели, мој термин за да ми одреди терапија. Да ви одреди терапија, така. Добро. Дали имате алергии? Докажавте нешто кога правите испитување некоја алергија? Не. Добро. Во минатото, освен ова што ми го кажете, некои други заболувања, операции да сте имале? Да, се оперирав малиген меланом, канцер на кожа на Да, така, пред колку време беше тоа? Пред 6 години. Пред 6 години. Одам на редовно следење на 6 месеци. Значи, болести од притисок, шеќер, такви работи нема, но имам ете состојби кои што, нели, не се лекуваат. Ние тоа се следат сега, така, да се одржуваат. Кажете ми, дали и во фамилија имате некои наследни заболувања? Па е астмата. Астмата, значи вие? Шеќер, притисок имаат моите. Вие се уште не? Не, ги следите редовно дома, дали го контролирате крвниот притисок? Да? Колку се движи? Мојот обично знае да е понизок претежно. 100 со 60-70. Така. Ама во последниве 2 месеци некако посмирено почнувам да ги примам работите, притисокот е добар. Така. Дали сте пушач? Да, по колку пушите на ден? Една кутија. Претходно пушев електронска цигара 4 години, но докторот мој на пулмологија ми рече подобро да исфилам таа. Подобро е обично цигара, него. Под најдобро е никаква, но така. Зависноста си е. Зависноста е малку лоша, добро. Ако мислите дека здравата храна е студебна, тогаш време е да го промените своето размислување. Добре дојдовте во Диетално максимално. Ние денеска стартуваме со многу позитивна енергија. Денеска во Диетално максимално ќе гледате. Денес во Диетално максимално вистински тест на дисциплината на маса. Учесничката Бети Митевска ќе има специјална средба со нутриционистот Клаудија, но овој пат, наместо во канцеларија, тие ќе се соочат очи во очи во ресторан. Пред нив ќе има мени полно со искушенија, а одлуките што ќе ги донесе Бети ќе откријат многу повеќе од апетитот. Кој каква порција ќе одбере? Дали Бети конечно научила како се прави паметен избор? И најважно, дали со нарачката ќе израдува Клаудија? Или пак ќе средува разочарување, па можеби и некоја кавга?
Гледајте денеска во Диетално максимално, затоа што секој залак е чикор поблиску или пак подалеку од целта. Чекаме Бети да ни дојде и да видиме што ќе наручи Бети. Баш ќе видиме за што е она, дали е више за сладко или за благо, или за риба, или за салата. Бети! Здраво, Бети, Клавдија. како си ми, Бети? Супер, како си ти? Добра си. Спремна си? Спремна сум. За салата, за риба, за шо? Па ќе видиме некој плескавиче, може. Една плескавица? Може. Ајде плескавица, лези. Ајде. Ајде да видимо. Не викнав денеска овде, затоа што сакам стоја малку да бидеме само. Пошто ти знаеш дека јас сум од надвор. Да. Сега кога ќе одам, ќе бидам со вас контакт преку видео calls, тоа се знае. Ама вака сакам малку да ве упознам повише, затоа ве викнав овде у таверна, у трпезарија, да збориме малку насамо и да јадеме заедно. Еден нормален ручак како што ти би го Секојдневието. Тачно. Немој да мислиш дека јас сега сакам нешто да ти наручиш ти што сакаш, што ти денеска кеф да јадеш, Важи. и јас ќе наручам што ми е кеф мене треса. И така ќе малку ќе се позбуруваме и малку да се дружиме, може? Може супер. секако. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добри сме, вие? Одлично. Ајде дамо. Ајде. Ништо да ми препорачате со милено месо? Па имаме плескавица добра. Таа нашата. Добро. Бова големка. Може. Нешто полната со нешто? Па може со кашкавалче, може со лук Може. пиперче, Може со кашкавалче, така. може. Фу. Некоја салата за преди јадење нешто. Па нешто исто ви да ми препорачате? Па трпезарија. Со Може. ајсберг, Не сум марула. ја пробала таа, може да ја пробам. Може. Добро. Волете за вас? Што има таа салата све? Па ако сакате нешто има краставица, зелка, мешана, само домат со сиренце. Не, а таа што речена што има? Во неа има ајсберг, марула со домат, обичен домат, балсамико и нормално маслинова и сос од канина. Има значи Има се. многу, да. Добро. Океј, за мене, за гладно, што ќе земеш гладно? Јас плескавица. Плескавица сакаш ти, да. океј. Јас ќе сакам, ако има риба, Има. што има? Ципура и лапе. Ајде, по твој избор и риба, мене ми е Ципура предлагам. супер. И ќе ставиш малку домат, може? Да, Само да. домат. Само домат? Да. Па да ви донесам може. кога пред јадење. Домат салата. Не, со риба така може. Вашата салата заедно со главното или пред? Па како мислите така? Добро. Сакаш да пиеш нешто? Што си пијам? Да. Па сега си пијам бело винце некоја. Бело винце. Бело Да. винце. Добро. Имаме и на Јас се вода. колку? Да. Бело винце наше или некоја грчко? Какво ќе одберете вие така? Добро. Денеска све на вас. Да, Може. се е на вас. Ајде, после да видиме дали ќе биде добро. Одлично ќе видите. Фала пуно. Супер, значи ќе бидеме денеска сурприз, да видиме Да. што ќе ни донесат. Супер. Да пробаме нешто Не сме- ново. Морам да кажем една ствар, не сме компликовани. Не, воопшто, ја воопшто не Ајде, сум. тоа што ќе ни донесат, тоа ќе си Да. јаде и тоа. Добро, значи плескавица наручија. Да. Сакаш месо, а? Да, сакаш да ти биде. Па сакам. Добро, Не, ја не сум ја видела каква е, сега ќе видиме Ќе ја пробаме. Ќе дојде, да видиме како ќе биде. Иначе што има? Како се чувствуваш, како мислиш дека ќе пројде све ова и така дале. Пред малку рече дека малку те фаќа Па паника. добро, нешто ново, нормално, малце паника ме фаќа. Али мислам дека ќе биде све во ред. Дружба, добри луѓе, позитивни, заедништво. Што викаат твоите дома? Па моите се со мене. Сега тоа е до мене, аз колку ќе истреам во ова, нели? Иначе да, со мене са ме поддржуваат. И ти што мислиш што ќе биде? Па јас мислам дека ќе биде. Сигурно.
Супер. Така, имам некое пречувство. Фала. Фала ти. Фала. Океј. Што мислиш дека ќе биде другачие сега од порано, пошто ти ми кажа дека ти порано си пробала све и свашта, што се вика. И што мислиш дека сега ќе биде другачие и зашто мислиш дека ќе биде другачие? Па, затоа што имам и други со мене во оваа борба. Тоа мислам дека да, мислам дека највеќе тоа за мене лично, искрено. Океј. А спортот што треба да се прави? Ќе можеш или ќе кажеш? Па, сум вежбала ако ме прашуваш за теретана, ако ме прашуваш. Сум вежбала порано, сега вака на постаро. Ќе пробаме, мислам дека да. Иначе мене пешачењето ми иде од рака највеќе. Сакаш да пешачиш? Да, многу тоа. Добро, стануваш многу рано? Па зависи кога, ама да, не станува многу касно реално. Што зависи кога? Па зависи кога ќе си легнам. Океј. Да. А кога легнуваш? Па 11, 12, 1. Сега зависи ако сум некогаш излезана и 2 ме фаќа. Затоа И тогаш ако си излезна, двајте фаќа до колку се спие? па повеќе од 8-9 не станува покасно. окей. Да. Добро, не е 7, Да, 12, не. 1 таму негде. Да почне доручак у 1 сат. Не. Добро. А иначе ти кога јадеш доручак, ручак, вечера и тоа се поред или само еднаш? Па пробувам да одам поред, освен ако немам некои обврски. А иначе пробувам да се водам поред. А што работиш ти? Јас сум фризерка. Океј. Да. Ти си фризерка. Добро. Значи тука има клиенти. Така. Ама ти можеш да ги направиш така да можеш и да јадеш така? Па да, дома работам Да, имаш. моментално, искрено, така да можам, да. Да имаш време за... Да. Може да се организираш. Да, може. А сега моментално се организираш? Моментално? Да. Па, може не секој ден, ама ли да, искрено да, пробувам. Добро. Што највише јадеш? Глобала домашна храна се сакам, не ќам многу брза храна. Вака сега да, ако ќе си излезеш нешто, сакам со убава друштва. Али највеќе домашна храна, искрено. Што за тебе денеска сум јала убаво? Што е за мене убаво јадење? Не, денеска, например, што е за тебе да ти да можеш да кажеш денеска убаво сум се најела? Што е? Што припага у тоа? За вид на храна ме прашувате? Да. Па не знам, за мене турлетава, например. Океј. Сакам. Со нека добра салата. И лепче? Па лепче си сакам некогаш, да. Значи, онако да седне со турлетава со Да. лево, да. Да си измацкаш Да си малце. измацкаш, да, знам. Океј. Кажи ми, што мислиш што ќе се деси ако дојдеш до твојата целта? Па пред се сум за здравје, искрено, здравствено. Се трудам колку можам сама, ама пак ќе речам ми фали подршка, ми фали некој како вас да ме води во тоа, да се научам на некој ред и дисциплина во исхраната моја, барем 80% тоа што вие ќе ни го покажете. Мислиш дека ќе го држиш тоа и после? Па мислам дека да. Јас се гледам дека си ти сигурна. Па сум сигурна сад, нели пак ќе речам нешто ново, не ти е се едно, али сум сигурна, реално. Тоа е многу важно. Да. Ти да имаш доверба у себе и наравно у мене, затоа што јас сум таа особа што ќе те води, нели? Кроз Тој процес. процес. Фала puno. Фала. 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 Што сум јас таја што ќе те води проз тој Да. процес со исхрана, да кажеме. Значи, еми тука и за фитнес, нели? И јас очекувам стварно да се, или што очекувам? Па може да се каже да очекувам. Од вас стварно да работите, да сакате тие што влегле во програм, да сакате стварно да се менјате. И кога ќе се смените, фала. Фала ти. Фала.
И кога ќе се смените, наравно да биде тоа некоја промена, што ти ќе каже, вау, што е ова, нели? До ова не сум дошла никогаш. Затоа што ти ми рече претходно дека ти си имала диети, дека си правила диети, дека си пробала све свашта, нели? И сега ова ти е нешто скроз ново, да имаш некого, да имаш еден тим, да имаш поддршка, да имаш други што ти гледаш дека не си сама, нели? Ти не си сама Па у нешто. сите сме заедно во ова. Тачно, сите имате иста цета, да се менјате, да бидете енергични, да бидете здрави и така далje. И тоа е убаво затоа што ние ќе покушаме од наша страна све, вас да ве научиме најважните ствари и вие после да ги терате далje. Да не биде другата година кој ќе дојдам да кажам кај е Иванче што прави. Па мислам дека не. Да не биде после ај нешто имав некој проблем, па се као што викаат, нешто ми се деси, имав некој стрес, па јас сега морам да имам 50 кила вишак. Мислам, тоа е глупост, окей? Јас ако имам стрес, јадење нема да ми го реши тој стресот. Да, тоа е моментално задоволство. Тачно. Значи, јадење не е утеха. Така. Окей? Ми јадеме да преживееме, не живееме за јадење. Да, така си. Тоа да... Служи се, драга моја. Ајде, фала. Значи, тука имаме една салатичка. Не сме ја пробале, ќе пробаме. Добро. Ова салата денеска, ако сакаш, ќе ти ја пуштам да јадеш, ама нормално ова салата не сме да се јаде. Да. Океј, значи ова салата денеска што ја јадеш... Што има ова не зашто не смеам да ја Зелената салата кај мене не сме да се јаде, затоа што ствара течности у тело. Да. Океј, значи те напукува, те надува и така далje. Затоа тоа кај мене нема. Маруло глобала ретко јадам искрено, али се сакам, да. И имам проблеми со надувана стана во телото. Ти се ќе јадеш, след тоа ти ќе бидеш сита, ама тоа едноставно те напукува. Океј? И после, наравно, човек не се осеќа добро. И се вика што сум јала? Да, тешко ти е. Само сум јала салата, а ви колку сум напукана, нели? Епа тоа ствара тоа. Само да знаеш. После има и бальзамико. Добро, затоа сме тука да не научиш што треба и што не треба. Наравно, после имаш и бальзамико овде. Бальзамико исто не се смее, затоа што има шекери. Океј, значи тоа. Маслиново, лимун, ти ќе имаш сега салати, ќе направиш сите со маслиново и со лимун, важи. Куркума, бибер, сол не смееш, ни вегета. Ке ти биде проблем, а? Да. Да, се гледа на тебе. Ова да. Малку си напухана ти веќе. Ова да. Да. Така да, ти ќе бидеш особа што треба се менја и доста да се менја. Јас како што гледам што ти сакаш да јадеш, тоа, ама полека ќе се научиш. Затоа сум јас тука да те научам и ти после ќе сватиш кога ти првите 15 дена ќе направиш ќе видиш како ќе се менјаш, идеме од фаца па доле. Тоа се ќе биде сега си пуна со вода, со течности. Да, имам проблеми со тоа, знам. Тоа све ќе отиде и тоа прави све ова. А замена нешто на тоа? Така да. Да, лимун. Добро, лимун не е на сол. Имаш лимун, имаш бибер, имаш куркума, значи тоа више нема да се. Ајде, јас денеска ќе ти правам друштво, ќе пробам. Ајде, да ја пробаме заедно. Ајде. Овака. Каква е? Па вкусна е. Вкусна е? Се што е вкусно е нездраво изгледа. Не сме се јаде. Да. Ама ќе преживееш. Survivor. Дома салата, ово што баравме. Тоа е моје. Да. Ти се допадна салатата? Да, вкусна е. Фала ти. Ова е мојата. Па добро, глобала јас си сакам патлиџанче и зелка највеќе. Да? Да. Зелка си јадеш? Да.
Таа што е со сол, унутра... Не, свежа. Тоа може. Таа ми смета киселата Тоа е зелка добро. малце, да. Супер. Да, свежа. Тоа како ќе пише, има и кај мене, тоа на план, така да тоа сега. Ова нема да го имаш. Океј. Сега да уживаме у него. Сега уживаш и сега можеш. Ја реков дека сакам денеска да уживаме и да секој јаде свое што сака, така јас малку и ќе те упознам више. Да видам што и како функционирате. Супер. Поставиме главното. Ете ти твојата плескавица. Да. Да ви помогнам околу рибата. Да ја отвора. Може. Салата да ја ставиме на страна. Оп. Да пробаме рибичка. Каква е? Ти сакаш риба да јадеш? Па да, сакам риба. Да, сакам. Добар избор. Како е добра? Како е добра? Твоето како е? Убаво е, многу е вкусно. Да? Искрено многу е вкусно. Ако е нездрава, Ке ми даеш малку да пробам? слободно пробај. Стварно? Да, слободно. Ај малку да сечам. Мога да сечам јас? Ова е полната со што? Со кашкавал. Со кашкавал. Ајде да видиме. Ама кажи искрено. Кој ти кажам? Добра е. Добра, стварно е добра. Види. Ке имаш и кај мене плескавица, окей? Има плескавици. Со мемено месо, Добро. ама не се полнити. Се става нутра бибер, кромит, куркума, лук, магданус и се пржи. Пржано? Да. Да? Да, наравно. Кај мене се пржат стварите, не мораш да ги вариш. Па добро, тоа е Некој добро. кој сака да го вари, ќе го вари. Да. Некој на грил, некој урена. Значи не сум до тоа, не сум ја толку баш лоша како што се... Кој сака на свој Сакам да начин. се или на маслинова, ама мора да биде екстра бирхен, Да. или на кокосово. Улје. Значи тоа мора да се и да се испржи со малку, не се да плива, ја нежно пливаат стварите. Пошто сме научени ние. Јади си. Фала. Значи можеш сега да јадеш, ама сега можда ова
некогаш ќе ти фали тој кашкавал унутра, ама ќе имаш и плескавица кај мене, така да знаеш. Океј? Многу добра. Рибата е перфект. Сакаш да ја Па пробаш? нема лоша риба за мене. Сакаш да ја пробаш? Може? Ајде. Ајде. Земи си ти да не брчкам јас со моите. Земи малку више. Па така ми Бога. нема. Ајде. Така. Да, А? Нели немам добра? зборови, вкусна, Многу е добра. преубава. Супер, супер. Мора да ги пофалиме, стварно. Да, за Храната изборот, им е- браво. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додатокот гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Се надевам дека времето поминато со нас ви беше забавно и интересно. Ако е така, тогаш ни не пропуштајте утре во истиот термин 16:30 на Канал 5. Утре во Диетално максимално ќе гледате. Утре во Диетално максимално ќе гледате. Јана Илоска ќе посети Биотек поликлиника, каде што ќе дознае повеќе за својата моментална состојба и за тоа што навистина му е потребно на телото за здрав и правилен напредок. Какви анализи очекуваат, што ќе покажат резултатите и дали Јана е подготвена за следниот чекор од својата трансформација. Во меѓувреме, Ими ќе ни даде практични и ефикасни предлози за вежби што секој може да ги прави дома, без изговори и без потреба од фитнес сала.